Па идејата ми е да сакам да го зголемам стадото, бидејќи не сме никој на работа, не сме вработени. Оваа молба, а во исто време и порака е упатена од младиот телесен инвалид, сточарот Иван Нацевски до министерот за земјоделство Трајан Димковски, а со помош на телевизија Стар, кој деновиве ја објави неговата животна приказна, стигна на очекуваната адреса. Се однесува до семејството, го видов прилогот кој што одеше, секако дека потенцијалот и она што јас постојано го споменувам, дека земјоделството не може да го гледаме само како бизнис и развоен сектор, туку земјоделството има еден многу поголем, а тоа е социјалниот аспект. Во тој дел секако би отишле да ги посетиме. Пораката ја слушна и светениколскиот градоначелник Сашко Велковски. На секого му излегуваме во пресред, така да Иван може да поднесе слободно барање до општина Светениколе. Се надевам дека во скоро време ќе го решиме и тој проблем. Дадените позитивни сигнали од министерот и градоначалникот влеваат оптимизам дека приказната за социјалната голгота на семејството Нацевски, што гледачите на телевизија Старија проследија деновиве, ќе има среќен исход. Да подсетиме, 25 години ниту телесниот инвалидитет и притисокот од сиромаштијата не ја скршиле волјата на Нацевски да се борат за пристоен живот во куќерка за која, како што вели главата на семејството Тони, ја изградил со помош на овчарски стап. Четврт век, тоа е меѓу единствените овчари во атарот на Ерџелија.